По неколку месечен застој, МВР конечно додели лиценца за испитен центар каде ќе се полага за возачки дозволи во Вардарскиот регион. Лиценцата за испитен центар за територијата на СВР Велес ја доби фирмата Сигурност, основана пред 2,5 месеци. Според податоците од Централниот регистар, компанијата е регистрирана на 11 март годинава, а собственик и управител е извесен Маријан Чепанов од Велес. Во истиот град е и седиштето, на крајот од плац со објекти за сервисни услуги за возила. Објектот е означен како испитен центар, има врата, скали, пристапна рампа и обележан паркинг за потребите на центарот. Сите овие елементи се важни при бодувањето и изборот на најдобриот понудувач. Немаше луѓе, ниту собственикот. Прво рече дека ќе дојде на средба со нас, но подоцна ја откажа од лични причини. За да се добие лиценца за испитен центар на територијата на СВР Велес, меѓу другото, потребно е да се има подружници и во Кавадарци и во Неготино. Во Кавадарци, подружницата е сместена во овој објект на самата линија на тротоарот, а паркингот е од спротива на улицата во дворот куќа. Објектот има врата на едниот и на другиот крај, но пристапна е само една, таа од десно на снимката. На видеоснимки до кои дојде 360 степени пак, се гледа како на 3 мај, инаку недела, во присуство на комисија од МВР се монтира пристапна рампа за влез во објектот од вратата од крајната лева страна. На таа врата сега нема ниту скали, ниту рампа, а на другата, скалите се практично на тротоар. Влезовите на објектот се предмет на интерес и на општинската инспекција. Против правното лице ИЦ Сигурност е покрената инспекцијска постапка за сторен прекршок по Закон за јавна чистота, врз основа на што е изготвен записник од увид на лице место и издадено решение за отстранување на констатираните неправилности. По истекот на предвидениот законски рок за постапување, се исполнија условите за поведување на предлог за прекршочна постапка и истата е поведена до надлежниот суд во Кавадарци. Фирмата всушност била опомената да отстрани пристапна рампа поради узурпација на тротоарот. Откако не постапила во утврдениот рок, поведен е прекршочен спор. Собственикот и управител на фирмата ИЦ Сигурност, Маријан Чепанов, вели дека не знае за што точно му забележува општината. Во записникот е наведено дека друштвото на улица Пионерска поставувало подвижни и неподвижни предмети на јавна површина, без поблиско прецизирање за какви предмети станува збор, колку се наброи, ниту дали се подвижни или неподвижни. Сите овие прашања ги расчистуваме по редовен пат, преку достапните правни механизми и веруваме дека ќе бидат разјаснети до крај. Сакам да нагласам дека целата оваа ситуација е целосно одделена и нема никаква врска со условите од јавниот повик, ниту со исполнувањето на критериумите врз основа на кои ја добивме лиценцата за работа на испитниот центар. На нашето прашање, зошто во присуство на комисијата од МВР монтирале пристапна рампа, Панов вели дека тоа било само за да се документира дека такво пристапно помагало имаат. При спроведувањето на увидот од страна на надлежната комисија, едно од барањата беше рампата да биде поставена на лице место, за да се документира дека подружницата располага со неа и дека истата функционира согласно прописите. Тоа е стандардна постапка на документирање при увид, бидејќи комисијата мора визуелно и фотографски да утврди дека опремата постои и е функционална. Сепак, според нашите информации, на овој настан му претходело монтирање на многу поголема и подолга рампа, која општината ја отстранила и за која се води прекршочна постапка. Панов тврди дека паркингот од спротива го обезбедиле од лице кој е собственик на просторот и фактички владател. И тоа, потенцира тој, не е основен услов за добивање на лиценцата. Дека и рампата не била базичен услов за добивање на лиценца, велат и од МВР. Но, дополнуваат оттаму, незиното постоење влијае на бодувањето на фирмите што конкурираат да добијат лиценца. Од страна на комисијата беше побарано мобилната рампа со која располага подружницата да биде поставена на лице место, со цел да се документира незиното постоење и функционалност. По завршувањето на увидот и со одветното документирање, рампата беше демонтирана, што е во согласност со самата нејзина намена. Од МВР не го коментираат фактот што општината води постапка токму за пристапот до објектот. Првиот јавен повик за добивање лиценца за територијата на СВР Велес беше објавен на 12 јануари 2026 година. Истиот месец беше и поништен, според МВР, во момент кога немало пристигнати понуди. Причината, соопшти тогаш Министерството, е за да се спречи монопол во бизнисот.
На 6 март 2026 година, група пратеници од мнозинството доставија до собранието предлог измени на Законот за безбедност на патиштата во делот на испитните центри. На 11 март 2026 година се регистрира фирмата ИЦ Сигурност. На 12 март 2026 година собранието ги носи измените во законот. Непосредно потоа, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во настав за 360 степени објасни дека поништувањето на огласот и измените на законот се направени со цел да се отстрани обврската секој претендент за испитен центар да мора да има договор за обезбеден полигон во поголемите места. За подсетување, минатата година огласот за испитен центар во Битола го доби фирма на функционер на ВМРО ДПМН од Кичево, откако снаа на поранешен градоначалник на Ресен од СДСМ не го остапи единствениот полигон во градот на неговиот конкурент. И поради тоа се промени законот, се предвидува сите овие услови во насока на демонополизирање на условите кои што претходно законот ги имал, се со цел да можеме да имаме поквалитетна услуга и се со цел да можеме да имаме потранспарентна и поконкурентна постапка. А како знаете што би се случило во Велес? Предпоставувам дека слични монополски услови во рамки на одреден град со одредени полигони ги има и на територија на СВР Велес, како што ги има и на територија на СВР Битола. На поништен конкурс и тази закон, на 8 април МВР го објави новиот јавен конкурс за доделување лиценца за испитен центар за возачки испити за СВР Велес. На него се пријавиле 3 фирми: до тогашниот носител на лиценцата, испитен центар Зелен сигнал ОКИ, ИЦ Сигурност, за кој кажавме дека е основана на 11 март 2026 година, и Црвен сигнал ВЕЛ, регистрирана еден ден пред објавување на огласот, на 7 април. Битно е дека монополските услови, ако не го сменевме законот, ќе остане и пак само тој и никој друг. Што беа основите за поништување на повикот? Токму тоа. Нефер, законски, но неправедни монополски услови дефинирани во кога закон. веќе го имавте објавено, Така зошто не дозволивте да заврши? Заради тоа што имаше гласини во јавноста дека овој од кој што плачела целото повардарие во делот на незаконито постапување во делот на полагање на возачки испити. Прашајте ги Велешани, Неготинчани, Ковадарчани. Јас ли треба на правникот Панче Тошковски да му кажам дека врз основа на гласини не може ништо да прави? Не, дозволете ми се. Токму вие бевте тие кои што го разоткривте штосот во насока на она кое што го правеле претходно. Согласно монополски услови дефинирани во закон. Па вие го направивте тоа, не го направив ја. Јас до тогаш не ни знаев за тоа. Видите, Министерството за внатрешни работи има едно море од надлежности и како што сум кажал на времето кај да копнеше труло, ние гледаме да исправаме проблем по проблем. Дисквалификуваната фирма Зелен сигнал ОКИ, која досега ја имаше лиценцата и за која говори министерот, за резултатите од конкурсот дознала од медиумите. Ние што го водевме испитниот центар сме дисквалификувани поради неисполнување на услови, но не знаеме кој е тој услов што не го исполнуваме, а претходно 5 години сме исполнувале буквално се. Како одеднаш не исполнуваме не ни е јасно, бидејќи изборот, рангирањето, оценувањето од комисијата се уште се држат во тајност, а повикот беше јавен. Очекуваме поголема транспарентност, како што најави и самиот министар. Тие велат дека немаат монопол на полигоните, ниту пак некој досега нашол забелешки на нивното работење. Не сме ние единствена фирма која ги има сите договори со полигоните. А во однос на тоа на што мислел министерот кога кажал дека плачело цело повардарие, не ни е јасно. Но може со сигурност да кажеме дека се било честно и одговорно професионално спроведено и дека секој кандидат кој покажал знаење и вештина да управува возило, немал проблем. На што точно мислел министерот со таа изјава? Нека појасни на што се однесува. Третиот апликант кој конкурирал на повторениот оглас, фирмата Црвен сигнал ВЕЛ од Велес, ги одмолчи нашите прашања за тоа дали се известени зошто се одбиени и дали имаат евентуални забелешки на постапката за избор. На наше прашање што било пресудно ИЦ Сигурност да ги победи конкурентите, од МВР ни одговорија. По спроведената постапка од страна на надлежната комисија констатирано е дека едно од трите пријавени правни лица не ги исполнува во целост законски пропишаните услови, додека другите две правни лица ги исполнуваат сите услови.
По извршеното оценување на поединечните критериуми, избраното правно лице ИЦ Сигурност Доел Велес оствари најголем број бодови, врз основа на што му беше доделена лиценцата за работа. И верувам да луѓето кои што се дел од комисијата и верувам дека истите постапиле максимално Ако се совесно појават и информации дека не било така, може да се приспита одлуката. Апсолутно, секоја она одлука која што е донесена од страна на Министерството за внатрешни работи, а при тоа имаме докази кои што ќе дадат една поинаква фактичка состојба, апсолутно да. Од добитничката фирма велат дека и основачите и вработените имаат 15 години искуство во сферата на обука на кандидати за возачи и функционирање на автошколи. Во наредните денови очекуваат официјално да започнат со работа. Како ќе се носат со новата улога, ќе продолжиме да следиме.